Бројните управни одбори ќе бидат сведени на 3 члена. Доживотни и недопирливи позиции во јавната администрација нема да има, а статусот вршител на должност ќе биде строго и временски и правно ограничен. Ова се дел од клучните измени во Законот за високи раководители на органите на државната управа кој беше представен на јавна дебата. Ресорниот министер Минчев најавува темелна реформа, а според владата се воведуваат јасни и унифицирани правила за избор на директори, членови на управни одбори и државни секретари. Прв пат се воспоставува единствена и кохерентна рамка за уредување на највисоките раководни функции во органите на државната управа и фондовите. Преку него го уредуваме она што со години беше тема. Кој, како и под кои услови ги води клучните институции во државата. Носењето на новиот закон за високи раководители во органите на државната управа и фондовите е во согласност со стратегијата за реформа на јавната администрација 2330 и со целите поставени во реформската агенда 24-27 година, што представува суштинствен документ во процесот на пристапување на нашата држава кон Европската унија. Функциите на високите раководители треба и мора да се достапни за сите заинтересирани кандидати под еднакви услови. По неколку неуспешни обиди во последните неколку години да се донесе вакво законско решение, граѓанскиот сектор очекува овој текст да добие зелено светло од парламентот. Дел од нив бараат и до прецизирање на критериумите за назначување на раководна позиција. Работните позиции ќе бидат отворени за една поширока група на луѓе, не само и нема да доидат именувањата само и назначувањата по пат на политика, и оттаму мислам дека тоа решение треба да се поздрави. Одредени забелешки во делот на поставувањето на ВД-то, бидејќи би требало по автоматизам да прекинува мандатот на после 6 месеци, бидејќи сега имаме случај на ВД кои што се подолго од тие што се именувани. Предлог законското решение веќе 1 месец е објавено на ИНР за забелешки и предлози. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.